Логично е изборите да бидат споени и на ист трошок, вели претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, коментирајќи ја изјавата на ДУИ, кој денеска кажаа дека немаат ништо против изборите да се во ист ден. Лидерот на ВМРО ДПМН го повтори ставот: изборите да се заедно. Оти Македонија е сиромашна држава и дополнителни трошоци не ни се потребни. Спред Мицкоски, со споени избори се намалува и можноста за неуспешност на изборите и предизвикување на уставна и законска криза. Претходно ВМРО ДПМН побара лидерска средба за договарање на датум за изборите, но СДСМ одбија. Тие предложија работна група во рамки на собранието, но без малку еден месец подоцна од меѓупартиската средба нема ништо. Мицкоски повторно ги повика од СДСМ да се охрабрат и конечно Македонија да добие датуми. Јас го охрабрувам раководството на СДСМ Зечевич и Ковачевски да се надминат себе си и да застанат еднашка во интерес на народот и да се договориме за датум. Значи, континуирано апелирам на секаде во изјавите да бидат одговорни кон сопствениот народ, кон сопствената држава, не кон тендерите, не кон провизиите, туку кон сопствениот народ и кон сопствената држава. И затоа, ние како ВМРО ДПМН, ќе повторам, стоиме на располагање, подготвени сме за договор, за разговор во било кој формат кој што тие ќе го договорат на било кој начин, било каде. Само да се договориме. Во рамки на изјавите за изборите, Мицкоски посочи дека тие како партија за кратко ќе ги објават имињата на носителите на изборните единици. Се уште не сме ги определиле носителите официјално, иако јас самиот за себе се представив како потенцијален носител во изборната единица 1. Набрзо денеска јавноста ќе ги знае носителите во останатите изборни единици и исто така се подготвуваме за конвенцијата за избор на кандидат кој што претседателски кандидат позади кој што ќе застане ВМРО ДПМН и коалицијата. Тема на коментирање од страна на Мицкоски беше скандалозниот случај со пресудата против пратеникот Бране Петрушевски, кој треба да плати 150.000 денари затоа што во собранието кажал сопствен став и со тоа го навредил душевно неговиот колега од СДСМ Костовски, односно тужителот. Иако законите и уставот им даваат имунитет на пратениците. Како ВМРО ДПМН овој процес ќе го истераме до крај се додека овој нестручен судија не биде разрешен. Зошто ова го кажувам? Затоа што ако он носи ваква нестручна, антиуставна и меѓународното право пресуда, тогаш можете да замислите уште колку нарачки може да добие по нечија наредба и колку нарачки тој може да досуди. Мицкоски посочи дека со оваа пресуда се оди контра сите европски вредности и вредностите на демократијата.